Во Јасака Македонија во следните минути имаме навистина посебен гостин. Човек чие присуство зрачи со позитивна енергија и челична волја. Тој не е само фитнес тренер, туку и човек кој зад себе има една навистина импресивна животна приказна за преживување, за борба, за нов почеток и за инспирација. Го преживеал најтешкото од најтешките нешта што може практично да му се случат на човек, струен удар со тешки изгореници, но наместо да се предаде, Габриел Џексон трга во спротивен правец, низ болка кон сила, низ траума кон издржливост, низ ограничувања до ултрамаратони. Минатата недела од 23 до 25 мај беше мојот денешен гостин, дел од 650 тркачи кои учествуваа на трейл трката низ прекрасниот Охридски регион, каде уште еднашка покажа дека човечкиот дух нема граници. Како што најавив, ке повторам, со нас ова утро е Габриел Џексон. Добре дојди и благодарам што си тука и што прифати поканата да си дел од Јасака Македонија. Добро утро, Иван. Ми е чест да гостувам денес. Ајде да запознаеме на почеток накратко нашата публика. Ти си американец кој веќе подолго време живее овдека во Македонија. Како се случи таа врска со нашата земја? Што те донесе овде? Тука се школуваш и денеска работиш, како што кажав и во најавата, како фитнес тренер. Да. Види, јас пораснав во Македонија. Моите родители во 95-та година се преселиле овде. Они работат како хуманитарци и се овде 30 години веќе. Така да не беше моја одлука, но сум ја засекал Македонија како своја. Так. И сметам дека сум американец, односно македонец, погрешка роден во Америка. Во Америка. Така да од кога имав 6 месеци до 18 години бев тука во Скопје, односно израснав овде. И потоа се пресели во Америка, каде што студирав и работев и после тоа се вратив да работам овде. Не ти беше голем предизвик да го научиш македонскиот јазик, имајќи предвид дека го зборуваш одлично? Не ми беше тешко. Сметам дека ги научив и англискиот и македонскиот јазик истовремено. Да. Така да имам две први јазици. Одлично. Ајде сега малку да зборуваме за предизвиците. Спомена во најавата, пред 2 години имаше инцидент кој практично ти го промени животот. Споменав струен удар додека си работел на покрив. Можеш ли малку да ни раскажеш детали од тоа како се случи тој момент? Дефинитивно. Тоа беше скоро пред 3 години и тоа беше во Линчбург, Вирџинија, каде што работев во една фирма за градежништво. Тој ден работев на еден покрив и имаше една неизолирана жица и погрешка се судрив јас со таа жица. И струјата ме онесвести и паднав јас од тој кров, онесвестен 5 метри каде што слетав на земја. Какви беа последиците врз твоето тело? Со какви предизвици се соочи во тие први моменти? Да. Во тие први моменти имав тешки изгореници на рацете и на рамото. Таа струја фактички мене ме удри во рамото и искочи од моите раце. Значи струјата помина низ моето тело и искочи од моите раце. Имам и рани, лузни на самите раце. Но исто така имав и отпадот, потрес на мозок и некои внатрешни проблеми. И сега процесот на закрепнување како изгледаше, што беше практично најтешко за да се помине во тоа? Можеби знам дека не ти е тешко да го говориш ова јавно, нели, и се согласивме на ова интервју, но имаше ли моменти кога се чувствуваше дека нема да можеш да се вратиш повторно назад во нормален живот? Како практично се справи ти со тие мисли? Дефинитивно имаше повеќе. Беше тоа период на незнаење. Дали ќе се вратам во нормален живот? Дали јас како човек ќе се вратам во нормална психичка состојба? Така да покрај физичките повреди, покрај изгорениците, имаше и психички проблеми, односно стравови со кои што требаше јас да се справам и секојдневно да се борам против тие стравови, тие анксиози, тие стресови. Кој беше најголема поддршка во тие моменти за тебе? Дефинитивно беа моите најблиски, моето семејство,
моите најблиски другари и сметам дека поради нивната поддршка имав јас база на поддршка да можам да се обидам да ги правам овие физички активности и предизвици. Така да беше многу битна под емотивната поддршка што имав од најблиските. Знаат таквите повреди да траат, поготово кога станува збор за изгореници, многу долго. Колку време траеше твоето закрепнување? Сметам дека траеше тоа 2 години. Значи цели 2 години не бев сигурен дали ќе се вратам јас во нормален живот. Така да беше секојдневни битки со менталното здравје, но и со физичкото здравје. Кога дојде моментот кога реши дека откако виде дека го надмина оној момент на физичко закрепнување, дека ќе трчаш маратони, дека ќе трчаш ултрамаратони, дека како се роди практично таа цела идеја? Сметам дека физичката болка беше присутна, но психичката болка беше дури поголема. И за да се надмине таа болка, требаше јас да изградам нов човек, да изградам нова храброст, нова сигурност во себе, за да можам да го надминам тоа. Тоа го направив преку трчањето. Ми даде можност да бидам сам со мислите и да останам сам во планините трчајки 40, 50, дури 100 километри ултрамаратони. И после тие маратони имав повеќе самодоверба да ги надминам, односно да продолжам да ги надминувам тие стравови. Така. Трчаш повеќе од ми рече 11 или 12 маратони, ултрамаратони, иначе си учествувал на повеќе маратони. Еден од нив е и 168 километри. Како изгледа подготовката за еден таков подвиг? Може ли да им доближиме на нашите гледачи? Па еве, ако тука го споменеме и минатата недела Охрид трейл, каде што практично се трчаат 85 километри. Тоа е должина поприлично голема. Да, доста долга дистанца и долго време на нозе. Така да подготовката за 100 мили, односно 168 километри, е долг процес. Бара многу време на нозе, бара многу време сам, да човек да помине сам со мислите и е долг процес на надминување себе си. Така да таа трка мене ми беше многу битна, бидејќи го означуваше крајот на тој процес. На процесот претходно, каде си бил повреден, каде си бил и физички и ментално? Баш така, бидејќи откако ја завршив таа трка, ја имав сигурноста и го имав знаењето дека ќе можам да го надминам сето ова. Ама се додека не ја завршив таа трка, се уште не бев сигурен. Сега од тогаш поминале 2 години, 3 години? Од таа трка 1 година, од сударот 3, да. Од сударот 3 и еве и ден денеска учествуваш на ултрамаратони. По трката во Охрид ти сподели еден текст во кој што велиш дека си се прашал зошто го правам ова, а најсјајниот на некој начин одговор што си го добил било дека затоа што можам. Како се гради таа ментална снага и увереност дека на вистина можеш да направиш тоа што за многумина или за самиот себе понекогаш може да изгледа и неверојатно? Па мислам дека бидејќи сум бил толку паднат психички и физички и сум бил на многу ниски места. И сум морал да ги искачам тие планини, односно да ги надминам тие психички борби. Така да тоа е процес и бара редовност фактички. Тоа е мислам најбитниот дел низ целото. Ова е редовноста и неоткажување. И неоткажување, дефинитивно. Така да редовноста мислам дека е многу битна. Порака за другите, што би им порачал на оние кои што се соочуваат со слични предизвици? Велиш упорноста. Оние што се борат со повреди, па еве особено на оние кои што се борат со изгореници, знаејќи колку тешки повреди знаат да бидат исти. Ти стоиш тука си како пример за дека некој може да се издигне
од пепел, така речем. Да. Која е пораката која што би им испратил на оние кои што се соочуваат со слични вакви ситуации и состојби? Да. Мислам дека е многу битно да се разбере и да се прифати дека тој процес на закрепнување и физички и психички е долг процес. И се додека не го сватат и не го прифатат тој факт, ќе го одложуваат процесот на закрепнување. Така да мора луѓето да сватат дека промената не се прави преку вечер. Бара време, бара упорност, бара редовност и бара од нас да правиме работи што не ги сакаме. Дали е тоа искажувањето на тие емоции, тие чувства што не сакаме да се справиме со нив, или физичките борби, тренинзите, ултрамаратоните, тие се работи што не сакаме да ги правиме, но после тие работи можеме стварно да изградиме храброст и самодоверба. И за крај еден завршен збор, кои се твоите планови за во иднина? Дали има нови предизвици кои сакаш да ги постигнеш? Или кои се тие предизвици кои што сакаш да ги постигнеш ако има подолга трка од 100 милји или 168 километри на ултрамаратон? Да, моментално не ми е во план да трчам подолга трка од 100 милји. Може би понатаму, но моментално ќе продолжам со ултрамаратоните, но со некои пократки дистанци, со 20 до 45-50 километри. Но ќе продолжам со тренирањето во теретана, доколку сакаат луѓето да ме најдат, можат на Инстаграм да ме најдат Jackson Fitness 24 и стојам на располагање ако сака некој да ми пише ако има прашање или треба некаква физичка или психичка поддршка. Габриел, ти благодарам што ја сподели ова твоја приказна заедно со нас и со аудиториумот. Она што си поминал е доказ практично дека човечкиот дух има неверојатна сила да се избори, да се подигне и да продолжи понатаму, па дури во случајот како што е твојот да трча ултрамаратони. Верувам дека твоето искуство ќе им даде и надеж и мотивација на сите оние кои што денес се соочуваат со било какви тешки предизвици. Ти посакувам уште многу истрчени километри, многу здравие и секако инспирација за се она што го правиш. Фала ти, Иван. Ти благодарам уште еднаш, почитувани. Ете, тоа беше приказната на Габриел кој што не мотивира